Во немјате отложих пророк, иже приходен к вам водеждах овчах, внутронду жесонт влаци хищници. Чувајте се од лажни пророци, кои доаѓаат кај вас облечени во јагнешки кожи, а однатре се волци грабливци. Да се откажеме од историјата на нашиот јазик која допира дури до 9 век, зашто во основата на тој јазик, врз кој почива првиот литературен јазик за сите словени, старословенскиот, се наоѓаат македонски, а не бугарски говори од околината на Солун. Да ја онемеме нашата бројна диаспора и да се откажеме од македонското малцинство, со тоа и од говорителите на македонските говори во Пиринска Македонија. Ние сме им ја краделе историјата, диалектите, фолклорот, личностите, востанијата. Ќе биде лошо, многу лошо за Македонија. Иако не лично, се познаваме долго време. Повеќе од 2 децении речиси секоја вечер сум во вашите домови на фреквенцијата на македонската телевизија, пренесувајќи ви ги случувањата од Македонија и од светот. Јас, како Гордана Ѓорчева, говорам на македонски јазик, а македонскиот јазик е моја алатка. Драги сограѓани, невозможно е да се премолчи фактот дека соседна држава, соседен народ, една соседна наука го негира постоењето на македонскиот народ и тоа да биде прифатено. Читајќи го документот предочен пред Македонија како основа за преговори со Европската Унија, никаде немаме гаранција дека во ревизијата или во оние така наречени годишни извештаи нема да се појават инсистирања или проблематизирање на јазикот во учебниците или јазикот во делата напишани пред поставената линија од Бугарија во 1945 година. Членка на Европската Унија на јавни сервиси. Ултиматум не благодарам. Ова овде е улицата Илинденска, а вчера токму наум ме подсети на оваа улица. Се вика Илинденска заради насловот на Вапцаров, пишуваше за Илинденска. Таму пишува дека вината не е наша, туку на некој друг. И тоа некому му тежи како 100 тона тежина. И се, ние македонците ќе ги раскажеме на мајката историја. Ете а нашата историја. Меѓутоа, како да пишувал за нашево време, за етноцид и културоцид, и тоа замислете во 21 век. За да биде тоа уште полошо, имаме 2 договори. Преспански и оној добрососедскиот. Овде гледаме триумфализам на оние што ни нудат европски вредности, наводно мир, рамноправност, добрососедство, убаво однесување, а фактички лицемерие. Фактички Македонија дава европски вредности. Ние сме тие што имаме историја, идентитет, јазик, култура и кои што треба да бидат штитени од оние што сега ги слушаме, дека доволно им било да потпишат во владата престапно дело. И уште нешто, секој народ во светот има право на самоопределување. Така и македонскиот народ има право на самоопределување и самиот да решава за својот идентитет
за својата историја и да биде свој на своето, а не член 8 од договорот заедничка историја, која никогаш не е дефинирана и плюс комисии. Замислете, Македонија 80 години има своји институции, а не комисии.